Добар ден и од мене, драги пријатели, и добро дојдовте во денешнава рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За оние кои што можеби по прв пат се среќавате со мене, сите прашања кои што сакате да ми ги поставите, може тоа да го направите преку каналите на социјалните мрежи. Како коуч Јосиф може да ме најдете. Доаѓа од Мартина со долна црта Миланова, која што прашува дали може од вежбање да се направи хормонски дисбаланс. Точно откако почнав да вежбам, понапорно ми се нафрла лицето. Мартина, генерално вежбањето не е непријател и исклучиво може да ти направи проблем од типот хормонален или некој да си навлече можеби повреда или можеби некои други појави кои што као се последица на вежбањето, но генерално тоа во 99% од случаите проблемот доаѓа поради лошата исхрана, затоа што кога ти телото го ставаш на напор, односно на вежбање, се оштетуваат мускули, се оштетуваат коски, се трошат многу електролити, минерали, витамини во телото и потребна е регенерација. И доколку тоа не се случува, поверојатно е дека многу брзо ќе навлечеш повреда или ќе се случи некаков оваков проблем. Генерално хормоналните проблеми се недостаток во најголем случај на протеини во исхраната, затоа што ако ги гледаме по состав хемиски како изгледаат хормоните, тие се протеини или некакви комбинации на протеини со јаглехидрати, но за да не многу навлегуваме длабоко во оваа тема, јас би ти кажал да највеќе дадеш фокус на исхраната и доколку имаш подобра исхрана и доволен внес на протеини, веројатноста дека ќе се случи хормонален дисбаланс и при понапорни вежбања е многу мала. Затоа не се плаши од вежбањата и не се запрашувај дали вежбањето ти направило, туку види што ти реално правиш во исхраната и колку оброци имаш во текот на денот.